Вчера беше светскиот ден на планината, меѓународен ден. Вообичаено тој ден се слави со една акција од водно до матка, која што се извинам, организира Федерацијата на планинарски спортови на Македонија и која што има масовно учество од сите планинарски друштва од Македонија и надвор од Македонија. Ама поради пандемијата ова година нема да се реализира, меѓутоа одлучено е секое друштво поединечно да го обележи тој ден на свој начин. Па ние решиме да направиме едно предавање за основни познања на планинарење, затоа што во нашето друштво има доста членови, нови членови. Ама и за оние постарите секогаш е потребно нешто да се повтори и секогаш има ново да се научи нешто. И затоа сега имаме тука опрема за летни, за зимски услови планинарење. Очекуваме допро да дојдат, има многу заинтересирани и членови и граѓани, нормално љубители на природата. Обуката ќе ја водат водичи, имаме неколку водичи во друштвото и ќе помагаат оние кои што се поискусни планинари. Имаме и млади планинари, најмлади се од 7 и од 4 години. И имаме околу 90 члена, така што навистина има потреба од ваква обука. Колку години има највозрастниот член? Највозрастниот има над 60, тој е пензионер, сигурно има над 60, а најмладиот има 7 години. Влијаеше ли пандемијата врз вашите активности и колку? Да, влијаеше на почеток како и сите во пролет, кога почна да се спроведуваат акции за заштита на населението и ние престанавме да организираме затоа што имаше и забрана, меѓутоа и од нашата совест, здрав разум. Па одевме во мали групи на кратки некои релации, после тоа кога веќе научивме дека мора да живееме со вас, да се придржуваме кон мерките, гледате дека сите носат овде заштитна маска, а и кога се движиме во планина се држиме некаква дистанца и решивме сепак да уживаме затоа што сме на отворено, затоа што мора на некој начин да излеземе од целата таа психоза која што ни ја создава пандемијата, а и луѓето навистина имаат потреба затоа што доста беа затворени, па единствената слобода ни се овие планини, а ние навистина имаме многу планини. 80% од територијата на Македонија покриена со планини, и то прекрасни планини. И се движиме постојано и во зимски летни услови, затоа и ова обука за сите сезони, што треба и како треба да се однесуваат планинарите и кои основни познања треба да ги има за да почнат да ни се придржат да почнат да одат во планината и да уживаат, да едноставно да имаат поквалитетно слободно време и поубав, да кажеме, живот со тоа планинарење. Навистина квалитетот на животот на луѓето се подобрува и мислам дека нема човек кој што дошол со нас барем еднаш и повеќе да не сме го виделе. Веднаш сака да се зачлени во друштвото. Оние полициски часови на почетокот на март-април, но и затворените граници некако ги принудија луѓето да се посветат овде на домашниот терен, на домашните планини. Имаш ли такво и кај вашите членови или пак имаше страв можеби? Немаше страв, едве чека пак да ги повикаме, затоа што мора некој да биде иницијатор и ние како друштво одручивме да се ги почитуваме сите правила, сите мерки законски кои што важат за сите граѓани. Меѓутоа подоцна кога се побунија планинарите, затоа што едно време беше забрането и движење низ планината, кога се побунија, тогаш едва чека да ги повикаме и се организира прво во помали групи, нормално се држат дистанца, како што рековме се придржува до тие сите законски мерки. Во меѓувреме пак добивме и планинарски дом, имавме доста активности таму, постојано се движевме на отворено, никогаш не сме биле во затворена просторија и за сега немаме некакви непријатни случаи во рамки на нашето друштво. Значи да, пандемијата делуваше, ама ова е можеби некој единствен убав начин да се оттргнеме од тоа што сите не засека секојдневно. И само дали можеби имате бројка во споредба со лани оваа година колку акции се направени? Па да ви кажам право, не застануваме многу за длани, затоа што покрај ова што се случува, јас пак ќе повторам, ние речиси секоја недела сме на плане, бидејќи имаме околу 90 членови, бидејќи треба да се движиме во помали групи, значи се организираме на 4-5 различни места, помали групи во еден изден да одат на планинарење. Така што не застануваме многу.
Активни сме, ама нормално со сите оние мерки кои што ни се задолжителни. Значи, секоја година Федерацијата на планинарски спортови одржува рекреативни маршеви по повод Светскиот ден на планина. Оваа година поради ковид мерките се решивме да тоа биде редуцирано со маршот да не се одржи, а како замена за тоа во повеќе градови да се одржат едукативни предавања за планинарење, безбедно планинарење во зимски па и во летни услови. Согласно тој договор, моментално во исто време има предавање на Кале во Тетово, на Средно водно во Скопје, овдека на Студена вода во Куманово, каде што планинарски водичи и поискусни планинари држат презентации на повеќе теми од планинарењето, се со цел да престојот во планините биде по-безбеден и попријатен за сите учесници, без разлика дали се или не се членови на некои планинарски друштва, него ете да научат некои основни работи кои ќе им помогнат да биде се како треба во ова. Сите знаеме колку е важна природата, планината за нашето здравје, меѓутоа е актуелната состојба со пандемијата и тоа го помести, ако председателката информираше дека сепак не заостанувате со турите во споредба со претходните години, тие ги организирате согласно протоколот за заштита. Па да, за жал, согласно тие мерки малку се редуцирани турите, меѓутоа се одржуваат со помали групи на повеќе дестинации. Од друга страна па оние карантини што беа претходно и мерки ги натера луѓето да почнат малку повеќе да шетаат во природа, дали организирано или сами. Па ете и тоа им биде нешто ново, сега интересно и може некои од тие луѓе пак ќе дојдат со нас на планина. И тоа беше еден од поводите да ние организираме вакви обуки. Ние почнавме лани некаде во декември со предавања по основни и средни училишта за учениците, со цел да ги колку толку информираме или едуцираме. Меѓутоа од февруари како почнава со пандемијата март, таму веќе тоа беше стопирано, па се надеваме дека ќе продолжиме по следувањето на оваа ситуација. За сега вака повремено може ќе организираме пак предавања за помали групи, за членови на друштво, за сите заинтересирани така.